Добро утро. Ова е нов влог. Не сме направиле влог веќе неколку недела. Но правиме влог сега бидејќи имаме многу нешта да ги кажеме што се случиле во итминатиот период и каде одиме денеска. Например, што почна ти да правиш овој месец? Каде одиш? Школа. Да? А што правевме овој месец ке баба? Ај, арбачко! Мади, нема семки многу, ќе видиш. Супер, многу убав. И каде одиме денеска, можеш ти да кажеш? Денеска одиме во Крушево. Со кого идеме во Крушево денеска? Со мал брат. Брат? Брат, бе. Брат не е многу заинтересиран за снимање. Брат, октомври ќе се снимаме ети заедно, брат. Одиме во Крушево со тие другарите што бевме на првото едрење денеска, но сепак мора да завршиме преди работа, да идеме денеска во школа, мар да го заврши петокот, а јас во меѓувреме да испазарам тоа што ми треба и одиме со мама на тренинг. Некој има веќе мрсоли, тргна во школа, мрсоли. Што вежбаме? Пилатес вежбаме, одиме и денеска. Сега викендот нема да можеме на пилатес, но идеме на хајк некаде. Пилатесов искрено реформер Пилатес, оној што справи, е нешто најдобро што ми се случило за мојот грб. Буквално да ви кажам, толку се осеќам повисоко, поистегнато, а може би на крајот од ова видео да видите резултати. Но за тоа ќе имаме мислам дека посебно видео што се спрема во моментов. Резултати од месечен предизвик, секој ден идење на реформер. Значи побрзај ќе закасниме во школа. Јас сум правила многу различни спортови. Да. Спорт. Стално ако претерував, имав болки во колено, овдека. Мислам дека единствено нешто што можам да правам без да си направам повреда, пилатес. Значи 6 пати на недела и не осеќам ништо неубаво. Само дека телото е појако и стварно поубава. Еве што му спремаат на Марк за во школа. Денеска ќе има за доручек праска, лепче со ајвар, лепче со джемче и јас сакам да му правам нешто без месо, затоа што нема таму како да чуваат. Ова леќја манџа со црвена леќја и овие се карфиол во фурна печени. На здраво си денеска, брату мој фрлен. Секој ден. Има мускули да бацаш сега. Мора да се грижиме за нашето тело и нашето well-being. И ако не се грижиме, сме себични кон нашите деца. Мораме да бидеме здрави за нашите деца, за нивната иднина. Да бидеме присутни во нивните животи. Hello. Кај Немачка? Овие вежби се кога лежиш напред. Само кажи дека не можеш со многу отпор и Марија нема да знае и можеш да уживаш. Спиеш. И да саспиеш. Како подстануваш, така издишуваш, стегаш стомак горе, враќаш назад. Ја нема шанса да држам исправена на моја женски ред. Али сега е држам поисправена него ли првиот пат. За разлика од неколку месеци вака ми беше. Сега вака. Три. Боли. Корни мускулите. Да, до грбот. Да, до фокусирај се. Задржи. И тука тебе ти се доја хорор филм. Од кај се знае дека не е тешко толку многу денеска, дека Дадо многу збори. Знаеш како чувството да си имал цело време болку в грб и најнаш да почнеш да немаш? Најдобро. На шеста го стави да колку? Само екстендер остави сега. Сега ова е тоа што ми е најтешко, вие ми се најтешките. Последно. Мачка што спремаш да дам пак топки некој. На, десето заврши стреп повлечен само рака работа да оточи. Ето. Подигни се. Издишуваш како отвора. It was at this moment that he knew he fucked up.
навијаш, ја замислеше за ова, дали може да... На здрави тренинг. Секој пат многу убава. Тренинг завршен. Или спремна? Марк спремен? Уште да се спремам. Виж се ти. Тргнавме од дома во 2:55, сега е 3:15. Се уште од Скопје нами скочуваш. Диши длабоко, помини ги гушвите. Видете кој да е со нас. Кој си ти? Христо Каратист. Искочивме од Скопје конечно, возиме накај Крушево. Стигнавме во Крушево. Сега треба да најдеме местото. Тука бевме, Марки. Ние таму се паркиравме кај таа стара стина кола. Ти памтиш уште каде бевме паркирани? Браво, мами. После кукичките? Аха, добро. Ајде, после 2,5 сати конечно стигнавме. Воздухот е преубав, свеж. О, велкам. Многу убаво, гледате погледа. Чекај, пред да растуриме, да покажеме местото, може? Ајде. Има тука 2 спални. Погледот, леле колку убаво. Другата спална е со брачен кревет. Ти се свиѓа, Марк? Да. Тато, дај рака. Тата, почекај, тата може да ти слежа тука. Тоа е ова. Ова се ко питулички Питулички. од газата, да. Ама кога ги омлезе, леле, какво е ова? Леле. Ајвар носиш? Носам, Сериозно? да. Ладно е. Мама. И ние држиме диета со крушевско питулици или питуличе или гомлезе и ајвар. Не сме многу на диета, само избегаваме да јадеме, да претеруваме да јадеме. Да, ама денеска малце заебега. Зашто? Па денеска ја пачку и џедов доста. Ще минеке. Так чак идеално топиш. Да, знам поче. Не работи се вами. Ледоп со спатна. Што ќе иде и ширка за бона и не следешето. И фото кертат. Искрено, Крушевско утро е едно од најубавите чувства кога сте во Република Македонија. А реално со овие вили и со овој поглед станува уште подобро. За денеска, пред да дојдат нашите пријатели, планот ни е да одиме во пуста река, село после Арилево, после Долно Дивјаци, каде што завршува патот асфалтиран и од таму продолжува после тапкан пат кој ве поврзува со селото Цер. Цер, Христо Узунов ви текнува. Сега, од пуста река има една патека што ви скачува до место кое се вика Крстови, само мислам дека, и има прекрасни погледи, прекрасен крст. Не знаеме, многу случајно го видовме на Google и еден дечко ни го пише на Инстаграм. Се спремаме и одиме натека. Само Марк дискочи од джакузито. Уште колку ќе се бањаш? Пола сат. Ајде, какви пола сат, дали да одиме? Треба да планинариме. Нема лабаво со него, со вола, кој ќе види. Да. Макар шеф око мегова вастани. Влагаме во пуста река, кога дојдовме со комбе тука не влеговме во селото бидејќи е многу тесно, но тука имате пат што поврзува со Цер, како што ви кажав. Оваа проект го имаат средено и сега се оди според Чичково што ни кажа. Треба да најме чешма моментов да се паркираме и да го фатиме патот за горе. Гледате оваа антологија на југовци, буба. Сега мештаните ни кажаа на каде да одиме, да следиме пат и еден од чучковците само вика: викајте по пат, зашто има ловџи да не ве пукнат.
втор човек ни кажа истото, дека денеска е ловен ден и да внимаваме да кај да одиме. Така да мислам дека ќе прошетаме низ селото и ќе се вратиме затоа што искрено ни е страв. Ај, еден ама двајца и плюс вика, ја денеска не шетам, вика. Але брат, викам, шо ми кажа сега, не ме фати шубе да ви кажам. Така да може да не ризикуваме да летне некоја сачма. А инаку, цела пуста река, мириса на ајвар. Ти што мислиш? Мислам да идеме. А ако има ловџи, што може да не пукнат? Па, не може да не пукнат. Баш. Зашто? Гледај, ако има некоја кукичка, ако вие страдите, тогаш нема да може да не пукнат. А што ако пука на некаде не види дека сме таму некој куршум не погоди? Ќе го јадеме? Ќе одиме на странамот. А, ќе се тргнеме, кога ќе пукнеме, ќе се тргнеме. Ќе оди се крие таму, кај премуш. Нешто не си ми сигурен во одлукива да ти кажам. Да ризикувам или не? Ја мислам дека не. Дојдовме да уживаме во природа, не дека да се плашиме. Нели? Ајде назад. А најдеме друго. Ајде се најво. Убаво село, интересно. Интересни градби. Штета што не може да го истражиме погоре. Одгоре да го видиме. Трета мајка од тука, мислам дека се оди горе. Се убивме 5 различни патишта, пробавме да најдеме за да горе да се качиме. Ова е последна тура. Него таму. Да. Затоа мислам дека ни треба една лада нива. Или нешто по офроудинг. Се паркиравме на средина од раскрсница тука во планината, а стигнавме на ски терените. Ете таму сам еден човек гледаме. Тука има езеро и нема жив петел. Само ние. Зашто нема жив човек? Не знам. Многу убаво тука. Зашто не е развиено ова место? Може само сезона работи ова. Зимно време. Тука седевме. Шапе. А да, пиевме вино во едни бардачиња. Да. Зоврено вино. Да, врело вино, топло вино. Слушате сега реакција. Значи сега ќе има сигурно реакција кога ќе види што има тука. Значи ќе збесне. This is what it's called adventure. Каде еш бе? Adventure? Еве некој место наопме што работи. Минатиот пат кога бевме во Крушево, откривме еден ресторан што имаше лудило храна. Сега се враќаме таму бидејќи ни е блиску до нашите кабини. Моравме да резервираме бидејќи е денеска сабота и прошлиот пат беше фул. За овој пат сме спремни. Крушево е полно со вакви ловџиски куќиња. Сите се исти. Така брат? 23 után, 23 után jön a 24. Айде сега фокус. 25. Кетеш, уtána 5. Домашна мора се пишува. Utána. Кога станува збор за салата во Крушево, добивате вакво нешто. Голема шопска. А ова е специјалитетот, крушевска пита со прас. Искрено до ден денес мислам дека поубава пита со прас од баба ми никој не може да направи. Изгледа убаво, но се уште питата на баба номер 1. Што ја кажа за питата? Да? Да, мислам дека има јогурт, не само... Мрсна или не? Не, многу добро. Да ми парча? Не може. Вкусува, воопшто не е мрсна, е многу добра. Да, и плюс има урда малце. 10. На баба исто е лудило, само на баба беше помрсна. Уште води таа на баба. Во кафана без гравче не може. Ја многу сакам гравче, тавче гравче. Ке фрчат гасови вечер. Па чакуци не смета. А ова е македонска тала со крушевски колбас. Мислам дека има стекче, свинска бешалица. Кога да доеме во Крушевска одеја, стално си одиме со кеса од едењето. Никој пат не можеме да дојадеме. Порциите се огромни и многу вкусни. А сега одиме по нашата база да одмориме малце. Еве ми го Сабзи добил возачка. Пусти мерак за возење. Ивче, здраво Ивче. Hello. Кај сте бе, еј? Кој сега ќе се снима? Бачко,
Еве ми го Нино, знаете многу. Ја знаеш како ќе ме наеш, така? До скалата, брат, пак. Дојдоа Јолман ја демолираа цела викендица, гледај. Внатре има и кревети. Сабзи, нешто се попалиш? Вие денес како го сендиш? А, зашто фризурата ли бе? Немате познат луѓе да знаеш само. Добро ми стои? У коментари пишете. Нино пуцвал. Фати го по ободрото, со цела рака фати го така. И не доближувај само према некоја коса. Не, вака се го Така мислиш ќе запалиш? Да не пиеш ракија? Марк. Ова е лудило. Добро утро, дојдовме во манастирот Преображение, манастирот што го помагаше Тоше, но и како и цело Крушево. Денеска времето е топ, нема нешто многу гужва, кога бевме последниот пат беше фул овдека луѓе, но сега е баш пријатно и од тука ќе почнеме со хајк. Најверојатно ќе денеска ќе успееме бидејќи во каде што ќе одиме нема многу ловџи, кога вчера што ни беше проблемот и ќе одиме натака. Спремни? Да, Кај одиме? кај Тоше. Не, манастирот на Тоше. Да, овој. Знаете како се вика? Не. Свето Преображение. Ето, одноражевие. За жал има пауза во изработката на живописот. Ваков живопис ретко може да се најде во некој од православните цркви со ваков реалистичен стил на уметност, но морам да кажам дека стварно прилега, дека не е нешто невкусно. Има луѓе што не се слагаат, има луѓе што го преферираат класичниот метод и стил на сликање во црквите. Спремна си за планина? Да, и вчера бевме спремни, но не можеме да отидеме, ама денеска ќе одиме. Не Така? знаеш како се вика врвот? Не знам. Врвот се вика мушица. Мушица? Мушица е Fruit flies. fruit fly. А на маđarски е мушлинца. Исти гел. Сега ќе видиш првиот Девар Мале што искачил мушица. Се качил на мушица. Треки има елевешен колку 100 метри само? Што стакате вие? Кај одиме, Марк? Само горе. Да? Как и најгоре? Ке можеш? Мислиш дека можете? Да. Ајде тебе! Јане, слива. Уште малце ќе правиме пикник, дечки! Стигнавме најгоре на врвот. Кој стигна прв? Номеро 1. Еве го Јалек пристигнува. Вие правите пикник? Да. Кој стига друг? Ајде сестра комшо. Мусица! Ајде Бела, 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 але. На YouTube да видат кој е најјакото хајкер девојче у Скопје. Тексас шорцеви. Браво! Ајде ваму да пукне брзо. Та! Браво, Злата. Јадеш му јаготка. Hello! Првиот од позади. Види, реално ти имаш најтешка работа. Крос, брат. Имам пуш константно. Мексен чиктелените детле шегешка деца и такива. Може да во избори плурал, рачуна. А плурал е, actually, да. Види го кава подена необработена. Браво, Бел. Ко завршивме мушица врвот и сега одиме повторно се враќаме во најдобриот ресторант тука во Крушево да јадеме. Се качиме за 44 минути од Преображение до тука до врвот Мушица. Најверојатно ќе имаме плюс минус уште толку за симнување надоле. Да се знае кој е главен со најаката чашка. Ајде, здравје. Кам изуќе ги земеш и ги одвоиш, кога направиш по парцели. Ова беше многу убав, долг и активен викенд. Планинарење. Аха, јас помогнав со македонски. Планирањето.
Планирање Не. Планинарењето. Да, до мусица или мушица, не знам како се вика. Одлично. Викендиците, колибите, топ. Ова видео кратко но сладко, се надевам ми се допадна. Се гледаме наредно. Пис.